Еден лист хартија не може да биде судбината на Македонија, тврди координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Според него, власта ги принудува пратениците и бара од нив да гласаат на невидено. Листот хартија, кој што владата го нарекува информација за содржина на предлог преговарачката рамка за преговори помеѓу Македонија и Европската унија, е крајно непочитување на нас пратениците. Не може со еден лист хартија да се дискутира за најважната работа во државата во наредните десетина години. Тоа е класична деградација на интегритетот и интелектот на секој пратеник. Според Мицевски, од пратениците и од јавноста се крие клучниот документ, македонско-бугарскиот протокол. И кој што е клучен документ врз основа на кој што ќе се договара правилата на игра помеѓу двете земји во наредниот период. Ако пратениците од владиното мнозинство се спремни на вакво понижување, ние од опозицијата не сме и затоа бараме да бидат доставени сите документи согласно собраниско-деловничката процедура. Исто така, собранието мора да биде спремно да ги слушне реакциите на граѓаните, експертите, невладиниот сектор и сите други засегнати страни и да организира дебата и разгледување на овој предлог. Во меѓувреме, по денешната координација, председателот на собранието Талат Џафери донесе одлука дека информацијата ќе оди на пленарна седница. Согласно член 185 од деловникот на собранието, председателот ја доставува информацијата до пратениците во форма во која што е добиена и нема надлежност да навлегува во низината содржина. Во исто време, нема деловничка одредба која што му овозможува на председателот да ја врати информацијата до предлагачот. Според процедурата, информацијата која што е на дневен ред на пленарна седница се усвојува со донесување на заклучоци по однос на информацијата. Информираат од собранието. Обврска да ги пренесе ставовите на опозицијата и информациите од координацијата до владата за потребата да се дополни информацијата со материјалите, презеде представникот на владата Бојан Маричик. Датумот за свикување на пленарната седница на чиј дневен ред ќе биде информацијата дополнително ќе се утврди. Од друга страна, од СДСМ тврдат дека преговарачката рамка испратена од ЕУ не може да се промени. Таа логика треба да биде задолжена Европската унија да промени преговарачката рамка. И однос на тоа прашање дали ќе продолжат тие разговори, јавно кажам дека сме отворени. И денес, и вечер, и утре, и кога продолжат пратениците од опозицијата, да разговараме за предлог за заклучоци. Со тие предлог за заклучоци, ние ќе ги избиеме сите дилеми во јавноста. Се ова што претходно го прашање, и за дело на јазикот и пречисти, за дело на историјата, билатералните прашања, образованието, за на македонскиот народ, за посебноста со сите нејзини елементи, за идентитетот. Се оно што ќе го донесеме како заклучок, тоа ќе биде задолжение на владата како да се однесе во периодот што следи. Во врска со билатералниот протокол со Бугарија, од СДСМ потенцираа дека неговата содржина се уште не е договорена и таков документ не е потпишан. Во контекст на случувањата околу така наречениот француски предлог, штипските советници од редовите на ВМРО ДПМН на денешната седница се појавија со маици на кој пишуваше «Не».